За само неколку дена, бројот на активни на коронавирусот во Кочани се зголеми за 40 и ја надмина границата од 100 позитивни. Драстичниот пораст го алармираше општинскиот кризен штаб да одржи итна седница, за да се донесат одлуки како понатаму да се действува. Главен заклучок од состанокот е да се засили јавната кампања за строго почитување на мерките за лична и колективна здравствена заштита. Може би се надевавме дека ќе не одмине нас сценариот у Штип, ќе не одмине сценариот у Берово и Делчево што се случува летото. Сега дојде кај нас. Ќе ги засилиме сите мерки што ни се повластуваат, тоа што можеме. Ние не можеме се. Меѓутоа треба сите инстанции, сите институции да се вклучат во оваа борба против корона криза. Затоа што гледаме дека се најавува уште посилен бран и уште поголема број. Пациентите да не ги кријат симптомите. Од друга страна, кога ќе се каже дека имаме позитивен во една фамилија, значи јасно и гласно се знае дека таа фамилија е во изолација. Значи целосно од фамилијата во тоа место, во тој стан. Најчесто имаме проблем со тинејџерите, не сака да послушат, барем моје искуство. Значи не сака да останат. За ги замолувам сите да ги слушат протоколите на матичните лекари. Како една од можните причини за брзиот пораст на бројот на позитивни е што се организирале приватни прослави со помасовно присуство, без при тоа да се почитуваат мерките за заштита. Не може да повикате 20 на ваши пријатели да направите една забава, бидејќи еден да имаме од таму, ние ќе имаме веќе 20 пута 4, 3,5, да израчунете кои се тие бројки. Значи, ако се вратиме наназад на некоја една недела наназад, ќе видите дека две вакви забави може да бидат причината зошто ние сега имаме вакви бројки. Сега, бројките не се толку алармантни, али се доволен доказ дека треба да се преземат мерки. И поради тоа апелирам до граѓаните за нивната совест, дека вакви, како да кажам, дружења не се прифатливи и дека треба да се воздржат од истите барем неколку месеци додека не поминува период. Од надлежните институции се бара да ги интензивираат контролите на терен и кон прекршителите, без разлика дали се поединци, угостителски објекти, производни компании или други субјекти, да се изрекуваат законски санкции. Ако една жена е суспектна, пример кажувам за да бидеме појасни, значи жената е поставена во изолација, работи во конфекција, значи има контакти многу. Не може мажот да оди на работа. Значи од кога е земен тестот, целата фамилија е во изолација. Од одделението за внатрешни работи, како и од другите надлежни институции, истакнаат и преземаат соодветни мерки за превенција, но и за санкција на оние кои не ги почитуваат протоколите и мерките за заштита. Од страна на полицијата се евидентирани дури 117 кривични дела и се поднесени 67 кривични пријави. По член 6 од законот за кривичниот законник, односно непостапување според здравствените прописи. А дури 4 лица се упатени и на строга изолација, односно карантин. Постојано се презимат мерки против граѓаните кои не ја почитуваат и уредбата за носење на заштитна опрема на лицето, уредбата со законска сила. И исто така, значи изворам бројки кои се околу, значи точните бројки постојано се менуват. Имаме околу 711 прекршочни платни налози во рок од 6 месеци за лица прекршители кои не ја почитуваат уредбата за носење на заштитна опрема на лицето. Градоначалникот Илиев уште еднаш ги повика граѓаните строго да се придржуваат кон мерките за лична и колективна заштита. Да максимално се придржуваат на сите мерки и препораки издадени од надлежностите и да спречиме понатамошно ширење на COVID-19. Препорака до надлежните служби, во колку има и понатаму лица кои што нема да се придржуваат и да ги почитуваат мерките и препораките, тогаш преминуваме кон непопуларните мерки, односно казнените одредби кои ни стојат според позитивните законски прописи. Да препорачаме на граѓаните кои што се ставени веќе со изолација или извршено тестирање
и има добиено решение од санитарниот инспектор да максимално се придржуваат на мерките во делот на изолацијата. Со ова појава и со ова зараза можеме да се избориме само со максимално почитување на сите мерки и препораки и ништо друго. Општинскиот кризен штаб на Кочани донесе заклучок да се откаже организирањето на традиционалниот кочански панагюр. Исто така беше побарано да се почитува одлуката за организирање на градскиот пазар со обезбедување безбедно растојание меѓу тезгите и купувачите.